Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда. Ние тука водиме дебата дали е 94-та, дали е 95-та. Не сме сигурни првата сезона дали беа 16 или 17. Втората сезона 40 епизоди, сега 35. Како и да е, 94-95 Cyber Команди до сега. За стотката рековме дека ќе направиме еден колаж, една вака од страна дистанца погледнато епизодиче, да видиме зашто све сме дискутирале во кратки црти во овие 3 сезони. Или дали ќе биде до крај на оваа сезона стотката или можеби почетокот на наредната, но тука некаде сме. Јас сум Филип Петровски, редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Добре дојдовте во новата епизода. Океаните се смирија. Океаните се уредија. Океаните се добра. Па да. Беше нашата председателка на конференција за уредувањето и чувањето на океаните. Така што македонските океани, да не се секирате, се во ред. Гледате како се одржува митот за Македонија до Индија, па преку Индија сме имале ние излези на океани. Ништо не е чудно. Така, откако расчистивме со океаните, после дознавме дека како беше тоа, и брат да ми е, и браточет да ми е, и што и да ми е. Добро, тоа беше за смртта, но беше, нели, функционерите немало да имаат повисоки плати, па дознавме дека Стојанче добил поголема плата со одлука на владата. Значи, не е толку битен што цела влада донесе одлука која што е спротивна на, нели, контра на Мицко и се избрука, пошто го стави во ситуација Мицко дека лаже и му е зголемија за околу 15.000 денари платата, така што сега зима 105-110.000 нето плата, а вие како сакате. Или ако можете, па пробајте и вие, ама тешко. Пошто овој голем борец за промена на уставот и името на Република Македонија во Северна, промоторот на промената на името и уставот, нешто има задолжено владата и во нешто они сметаат дека треба да му учинат. Што е тоа останува мистерија и не е ни битно, ние нели рековме дека овдека правиме еден пресек да остане едно сведоштво на едно неурамнотежено време. Кога сме веќе кај неурамнотеженото, со сигурност може да кажеме дека таков е новиот гувернер. Човек што цел живот бил на државна цицка, човек што имал цел живот привилегии, цел живот сме му плаќале ние плата, додатоци, привилегии, телефони, шофери, секретарки, коли, бензини, патни трошоци и така натаму, дојде со цел памет барањето да се покачи минималната плата од 400 на 500 евра. Пазете, најуспешната економија на сите времења у светот, нели Мицко така кажа, од 400 на 500 го смета за левичарење и со цел памет вели, па вие одете работете 2 или 3 работи. Значи, он ви вели дека сте небитни, он ви вели дека сте шрафови, он ви вели дека вие, за да не му пречите во вашето левичарење, подобро да умрете од работа, бидејќи е свесен дека минималната плата не е доволна за да се преживее како 4-члено семејство. Па зашто тогаш луѓето би правеле деца или зголемувале семејство, ако гувернерот ти вика дека платата не е доволна? Гувернерот кој што има околу 10 минимални плати. 10 минимални плати во еден месец. 7 години ќе биде гувернер. Тоа се 84 месеци. Тоа се 840 минимални плати. Нето, не бруто. И он ви вика дека вие левичарите.
Ама добро ако сакате. Ако сакате и ова, ако сакате океани, ако сакате Стојанче да ви биде тоа што е, а и овој човек вака да ви збори, јас само кажав, занемарете епизодата. Сега, од тука преминуваме на посериозни работи. Ова беше, мало интро. Сега ќе ви дадам најточна пресметка на британскиот кредит за пругата. Бидејќи тоа е една од големите, можеби најголемите манипулации кои што се имаат случајно во поновата, современата македонска историја или по осамостојувањето во 1991 година. Министерот Николовски неодамна изјави дека каматната стапка на британскиот кредит ќе изнесувала помалку од 3,5%. Ова е само делумен и замаглен одговор, а целосниот е многу посложен и бара подетална анализа, земајќи ја во предвид премијата за ризик и каматната стапка на британските фунти. Ќе видиме дека ефективната каматна стапка всушност на крајот ќе достигне повеќе од 7%. Каматните стапки на нашиот потенцијален заемодавач, британската агенција UK Export Finance, за кредити поврзани со извозна подршка, особено за Bayer кредит, како нашиот, се поврзани со системот на минимални каматни стапки, утврдени од Officially Supported Export Credits, односно извори кои што се релевантни на интернет. Ќе ви кажам кај да ги најдете изворите на крај. Ако ги споредиме каматните стапки на евра за 10 годишни заеми за мај и јуни 25 година, забележуваме известно намалување во јуни од 3,84 на 3,64% камата. Веројатно затоа министерот претпоставува дека во иднина стапката ќе се намали под 3,5%, но до тогаш ќе ја користиме последнава важечка каматна стапка од 3,64%. На британски фунти стапката за 10 годишни заеми изнесува 5,58%. Значи, ако го погледнете она што се лиферува до јавноста, она што го имаме како соопштенија, пофалби, статуси, лајкови и така натаму, веќе се забележува одстапка, односно разлика или мала измама во каматите. Меѓутоа, кога се работи за милиарди евра или фунти, малата одстапка може да биде многу десетици милиони евра или фунти на крај. Македонија најверојатно ќе бара најдолг можен период на отплата, што е логично, односно 264 месеци или 22 години. Бидејќи, ќе се сложите, не сме во ситуација побрзо да враќаме кредити. Гледате дека, иако сме водечка економија во светот, сепак имаме малку проблеми со ликвидност. Па уфрлуваме пари од ваму, од таму, од други заеми, ги наменуваме за фирми, па отплаќаме претходни кредити, па сега се зборува дека од британските пари ќе се враќа, ќе се доплаќа за Бехтел и Енка и така натаму. Значи не е баш сега економијата, иако во златно време, нели, самото присуство на Мицковски дефинира дека се работи за златно време, ама еве ние по скептичните предпоставуваме и мислам дека сме во право дека ќе бидат 264 месеци, односно 22 години. Каматните стапки на овие периоди подолги од 10 години се определуваат од позициите на Европската централна банка и Банката на Англија. И за ова ќе добиете извори на крајот од оваа епизода. Значи, нема импровизација за ова што го зборуваме. Тука кога ќе ги погледнеме тие криви, наоѓаме дотатоци на 10 годишните каматни стапки. Значи, има и дополнителни трошоци, кои изнесуваат од 0,4 за евра проценти до 0,66 за британски фунти. Со овие дотатоци или додатоци, каматните стапки на 22 годишните заеми во евра и британски фунти изнесуваат за евра 4%, 4,04, или за фунти 6,24%. Веќе забележувате дека скоро доаѓаме до дупло од она што ни го кажува господинот што не задолжи милиарди евра. Николовски се презива. Мораме да ја знаеме каматната стапка и за британската фунта, бидејќи најмалку 30% од проектот за брзата пруга
би морал да се додели на британски изведувачи или добавувачи. Тоа е во тој договор за многу најбитното стратешко партнерство со Британија, кое меѓу другото може да ни донесе и овие азиланти, имигранти, бегалци и така натаму. Ќе видиме. Оваа епизода не е за тоа, само онака бегло да ги спомнеме, да не мисла дека сме ги заборавиле. Знаеме дека се преговара и на таа тема и не само со Британија, туку и со Соединетите Американски држави, но за тоа ќе имаме и други епизоди. Тука сме идната недела, нема кај да бегат. Еве да усвоиме, односно да потврдиме дека 30% од кредитот ќе бидат земени во британски фунти, а остатокот во евра. При денешниот курс или курсот од деновиве, од 0,84 евра за фунта, вкупниот заем од 2 милиарди евра би се поделил на два заеми. Доколку цената на проектот изнесува 2 милиарди евра, како што ни кажа, заедно со каматите тогаш ќе ја коригираме и требаме и мораме да ја коригираме пред сметката. Значи, они ви кажуваат едни бројки, всушност се работи за други бројки. Иако, тука не завршуваат трошоците. УКЕФ покрај каматната стапка бара еднократна фиксна маржа, односно премија за покривање на ризикот и трошоците на финансирањето. Што значи дека ако земате пари од нив, мора да се осигураат тие пари и дел од тие пари што вие ги земате веќе веднаш ги враќате назад. Тоа се вика Indicative Sovereign Premium Rate. За Македонија, која спаѓа во петата категорија на ризик, од можни 7 категории, премијата на ризик како купувач изнесува 17,82%. И истата го зголемува кредитот уште на стартот за дополнителни толку проценти. Износите на кредит, и за ова имаме линк на крај од епизодата. Износите на кредитите во британски фунти и евра заедно со премијата за ризик изнесуваат 593,81 милиони британски фунти и 2 милиарди 356,4 милиони евра. Пресметките понатаму ги вршиме во табела, значи сме ги пресметале во табела за да ги изнесеме пред вас. Секој ќе може да ја види оваа табела исто во линкот на крајот од епизодата. Значи, она што го сметаме е почетна сума од 2 милиарди. Тоа беше единственото нешто што на нас ни го кажа. Табелата ќе ви биде достапна, ќе ви кажеме како на крај од епизодата, па ако не верувате, ако сакате дополнително се информирате, што мислам дека според мене е вистинскиот начин, направете го тоа сами, затоа што они ќе ги земат парите, а ќе ги враќате вие. Да, ќе ги враќате вие. И тоа најверојатно не само вие, туку и вашите поколенија. Што значи дека за вакви суми, кои што се фантастични, кои што се досега незабележани у македонската историја, треба да посветите најголемо, сериозно внимание и концентрација. Они сакаат вие ова да ви биде една обична вест, да ја заборавите, да пројдете бегло преку неа, а долгот да ви остане. Еве да сметаме дека периодот на кредитот изнесува 22 години, а периодот на повлекување и грейс периодот 5 години. Износите на двата кредити ќе се повлекуваат во 5 еднакви годишни транши од по 118,7 милиони британски фунти и 330 милиони евра. Како што ќе напредува изградбата на пругата, нели? 160 километри, тоа кинезите ќе дојдат на поклонение, сите ќе се чудат, 8 светско чудо ќе биде таа пруга, буквално ќе прелетат возовите преку Северна Македонија и така натаму, па ќе отидат до Јужна, до посеверна и така натаму. Доколку хипотетички сметаме дека курсот на еврото и фунтата остануваат непроменети 0,84 фунта за евро, односно еврото вреди 0,84 фунти. Иако може да се менува. Тогаш на почетоците од првите 5 години би се повлекле 5 транши, еквивалент на 400 милиони евра.
Започнувајќи од крајот на 6-та година до 22-та година, Македонија ќе мора да исплати 17 подеднакви годишни ануитети. Значи, сега ќе зимаме 5 години, ама ќе враќаме следните 17, вкупно 22. Ануитети кои ќе изнесуваат 64 милиони британски фунти и 153,4 милиони евра. Според сегашниот курс тоа одговара на годишен ануитет од 236 милиони евра. Значи, годишно ќе враќаме по 236 милиони евра. Само подсетам, Мицко рече 120 милиона ќе носи пругата и за 17 години ќе сме врателе. 17 години овдека се други бројките, ама бројките се далеку над она што Мицко го предвидуваше, а во претходната епизода објаснивме дека тоа што го предвидува е фантастично и неостварливо. Заклучок. До крајот на 22-та година од проектот, кредитот, Северна Македонија ќе мора да врати еквивалент на, верувале или не, 4 милиарди и 11 милиони евра, од што во камати и премии за ризик 2 милиарди и 11 милиони евра, односно малку повеќе од износот на самиот заем. Во посебна анализа во емисиите што следат, ќе видиме дека од приходите од железничкиот транспорт, Северна Македонија нема да може да покрие повеќе од 10% од овој износ на ниво на година. Односно, ќе мора да зема нови кредити за да ги враќа ануитетите од претходните кредити, односно од овој британски кредит. Со тие нови кредити би се покривала загубата која за 22 години може да достигне преку 3 милиарди евра. Сосема на крај, со методите на финансиската анализа, ја определуваме ефективната каматна стапка на кредитот, земајќи ја предвид и премијата за ризик. Пресметувајќи од гледна точка на УКЕФ, значи британската институција, одливите и приливите на пари, деноминирани во евра, се прикажани подоцна подолу во линк кој што ќе го дадеме за да можете исто да го проверите. Значи, даваме детален увид на ова што го говориме, односно тој што го напиша овој текст ви дава феноменална анализа за проверка на тоа што е напишано, а јас ви го пренесувам. И тоа е единствениот интелектуален начин да се дискутира за развој, за работа во интерес на јавноста, на народот, на државата. Се друго се пувки или, што би рекол Госан Мицковски, фрлање на пердови. Он ги обвинува другите дека фрлаат пердови. Всушност, најголем растурач на пердови во оваа држава е токму тој. А ние ги собравме многу прецизно пердовите во овие бројки и гледате дека освен растурање на пердови, неговите бројки не значат ништо. И имаат намена да ве замајат, да пројдат овие кредити, да ги земат парите и да станат долг на нашата држава. Трет пат во емисијата, во епизодата ќе кажам, ако ви одговара, Пекин. Конечно, значи, ќе ја добиеме каматната стапка за нашиот кредит и истата изнесува, според се она што погоре го кажавме, 7,018%. Така станува јасно дека она што навидом изгледа ефтино, 3,5 што вика Николовски, или најмалку 3,64% според официјалните бројки, всушност е многу поскапо, односно цели 7%. Оваа стапка не зависи од износот на заемот. Ако нашата влада смета дека ние фрламе пердови, дека ние дигаме паника, па што се 2-3 милиарди евра за пруга, така? Ние правиме паника. Нашата влада може да објави поинаква пресметка. Дајте да ја видиме, другари, вашата пресметка. Дајте да ги видиме договорите јавно. Дајте да видиме што сте подпишале. Дајте го на увид целата јавност да види планот за пругата, или немате план
Зимајте, па ќе видиме после што ќе се прави. Значи, пак ќе кажам, ако владата има поинаква пресметна, нека ја објави јавно, заедно, со сите формули и параметри и без никакво премолчување. Ке можеме да ја анализираме и ќе кажеме, окей, овде сме сгрешиле или можеби ќе се потврдиме, а она ќе ја свати погубноста на задолжувањето. Добро, се разбира, ние имаме влада која што не греши, безгрешни се, така што најверојатно е дека нема да објават ништо, дека залудни се нашите барања и дека ќе останете само со овие анализи. Ама четврти пат ќе кажам, ако сакате, ако ви одговара све ова, во ред. Значи, тие сте тие што одлучувате дали е ова за вас релевантно или не. Овдека сакам да ја затворам епизодата, да се заблагодарам на професорот Дејан Трајковски, затоа што анализата е негова, не е моја. Јас не сум толку добар со овие бројки. Анализата е гениална, во најмала рака затоа што е многу прецизна, многу прегледна, многу јасна, не е двонасочна, се гледа дека нема сокриени намери, човекот отварал, анализирал, правел табели, навел извори и дал дека владата што го збори тоа и реалноста се многу далеку едно од друго и дека задолжувањето е погубно, а проектот сопругата е за нас многу опасен во финансиска гледна смисла и може да не однесе во банкрот. Пак ќе кажам, благодарам на професорот Трајковски, тој е многу активен, ние и он говоревме, му пратив линк од претходната епизода, едно е напишаното, на овој начин го оживеав, малку и своји согледби додадов, битно ви го ставив на увид како извор, коректно, професорски, интелектуалистички, како што треба, ова не е мој текст, ова е негов текст и all credits одат за него и од моја страна благодарност што се труди да ги собере пердувите што ги расфрла Госан Мицковски. Професорот има и други анализи, ќе издвојам делови и во наредните епизоди. Мислам дека се многу сериозни и се, за разлика од оној гувернерон што вика дека е левичарење ако побарате малку поголема плата, ова се баш вистински професорски, интелектуални, скромни, на место дотерани со сите нишани анализи. Отворете го човекот, запратете го на Facebook, има голема база на фоловери, над 10.000 луѓе го следат, се информираат. Инфомакс често пренесува негови анализи, јас ги читам сите негови објави редовно и сум благодарен што во овој, меѓу овие пердови што ни ги растураат, има луѓе што еден по еден ги фаќаат и ги ставаат во јастукот и ја чистат позадината да можете јавно, јасно и гласно да видите дека работите не се добри. Ова беше Cyber Команда, јас сум Филип Петровски, ова е Infomax YouTube каналот. Благодарам што гледате редовно, запратете го каналот, лајкнете оваа епизода, коментирајте ако сакате повеќе да бидете во контакт со нас, пратете ми пораки, запратете ме на Facebook. Уште еднаш ќе кажам, запратете го и професорот, целата анализа ја имате таму. Анализата ќе ја ставам и во коментар под епизодата на YouTube. Ќе ја споделам и кај мене на Facebook и наведам сите извори, така што ќе можете, ако сакате, да се информирате. Ако не ќете, ако ви е све окей, немам ништо против. Но никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.